Над 20 години секојдневно била свиткана на 30 сантиметри од машината за шиење. Марија Јованова е една од текстилните работнички кои трпеле мобинг во фабричките хали. Има луѓе и газди, и работници, и предпоставени шефови, мајсторици, што едноставно не ја ни вклучуваат културата на некое ниво, домашното воспитание, па така тоа се претвара во еден мобинг што е неизбежен во работата. Едноставно секој е било со повисок тон и со не толку поградни зборови, али пцости и клетви, што викаме ние народски. Да. Што е заедничко на сето ова што го набројавте? Комуникација. Значи, ако имате недолична, промашена, несоодветна комуникација, ти имате сите овие елементи кои ги набројавте. Работниците, освен што трпат мобинг преку исмејување на вредливи зборови од своите предпоставени, можат да добијат и работни задачи кои се понижувачки и не се соодветни на степенот на образование. Анализите и податоците на македонските институции покажуваат дека најхрабри да го пријават мобингот, но и дискриминација на работно место се вработените во администрацијата. Од аналитичката обработка на извештаите доставени од страна на инспекторите, најмногу имаме во секторот трговија и во јавниот сектор. Во делот на половата структура има, речи си, балансот е тука. Значи, работниците кои што се вработени во јавниот сектор многу почесто се охрабруваат да поднесат барање за заштита од вознемирување на работно место, за разлика од работниците и работничките кои што се вработени во приватниот сектор. Значи, тоа е баш очигледна разлика, многу поголем овој број на вработени во јавниот сектор. Мислам дека концептот на мобинг не е доволно познат кај работниците и најчесто, например, се во ситуација да говорат за него или вознемирувањето на работното место, кога навистина ќе се случи и кога ќе го изгубат работното место. Се до моментот дека тоа не се случи, работниците тешко го препознаваат, мислам дека и самиот систем го има концепирано така да секој може да го толкува дека е вознемирување или не е вознемирување на работно место. Она што во најголем број од случаите останува непријавено е сексуалното вознемирување на работното место, кое неретко се тривиализира како хумор од надредените и колегите. Во мнозинството од случаите, оној кој што го прави вознемирувањето е маж и на надредена работна позиција. Судски постапки има, траат со години, а работниците мобингот тешко го докажуваат пред институциите. Невладините, синдикатите, но и самите институции побараа нов закон за мобинг, на кој веќе се работи. Јас бев во таа работна група, односно експерт од Министерството за труд и социјална политика. Работев на таа верзија и можам да коментирам само за таа работна верзија. До крајот не знаеме која ќе биде финалната верзија на тој закон, меѓутоа ова кое што беше работна верзија од работната група има доста новини кои што верувам дека ќе донесат позитивен исход и други позитивни примери и судски пресуди во корист на жртвите. Сметам дека моментално тоа што се вели во законот дека 6 месеца треба една работничка да го трпи мобингот, па подоцна да го пријави истото, дека треба да поднесе пред тоа до оној кој што го врши мобингот, за прекине со мобинг, мислам дека тоа не е воопшто во ред. Може да имаме и најголема казна, меѓутоа ако државниот инспекторат прави надзор и при тоа заврши сето тоа со опомена, залудно имаме ние високи казни. Или да имаме супер изготвен закон на хартија, ако немаме имплементација во самата пракса. Додека се кројат новите закони за мобинг и за работни односи, работниците се заменуваат од реалниот сектор. Бројките се поразителни. Стално преживуваш кога работиш во текстилна индустрија. Затоа ја сменив браншата. На стари години што викаме, се учиме на се и се што, така да се одлучив во друга бранша. Фала ти Господи.